93-та бев како претседател на Олимпискиот комитет, па ме однесо од Загреб во Сплит и се играше Хајдук со Ајакс, Европски куп. И ние седиме на рива и сме заборавиле дека сега е 93-та, дека војна има за нас, дека разделбата е готова. И си седиме тука и уживаме. И доаѓаат навивачкиве групи, таму е многу тоа развиено. И доаѓа група од Шибеник. Таа се идентификува со своите ознаки све. Ја имав катастрофална ситуација со тоа што ми одведов титулата на Шибенка, на Дражен Петрович, на кошаркарскиот клуб со Босна. И ги натеравме да вие бевте претседател на Сојуз кошаркарски? Да, ги натеравме да играат втор натпревар, не дојде Шибенка. Така да Босна ја освои без борба титулата, а во изгуби финалниот натпревар. А како беше прво победи Шибенка во првиот? Играа во Шибенка 3 утакмици, нели први. Демек подобар од 3. Подобар од 3 и Шибенка победи со 2 слободни фрлања на завршена утакмица што ги даде Дражен Петрович. Ја му викав Дражен промаши едно, за да остане решено да играат. Па нормално тоа е спортист пред се, ај беше и премлад. Имаше 17 години тоа. Брат му Ацо, со кој што бил голем пријател и останал голем пријател, беше постар. Играше и во репрезентацијата на Југославија. И ги даде двете и ги така победија. Ја го додели. Значи 1-0 водат. Не, 2-1. Трето. Добро. Да решаваш. Па зошто не ја добиле титулата 2-1? Јас им го дадов пехарот, немаше што, не се жалеше Босна, меѓутоа има 24 сати право на жалба. И се жалеа после завршената утакмица. Утре дента не е поништено така. Во Белгија. Па има ли зашто да се лутат? Има. Големо. И што се случува со навивачиве? Значи доаѓаат? И доаѓаат и се застануваат зашто некој ме препозна. Тоа е 93-та, се уште многу брзо после таа политичка кариера. И ја им викам на мојот бевме 4-5 души во делегацијата, викам бројте се ќе настравам. Се изоја и доаѓа 23-та, ми проаѓаат, вика дошло време да се помириме. А затоа што ја разменив неколку илјади заробеници, затвореници помеѓу србите и хрватите 92 година. Значи едниве хрвати, другиве срби да си ги променат заложници. Да, ќе ги заробат они, тако беше на некоја почетна фаза, не беше отворена војна. Има и тука многу смешна работа, ќе ви ја кажам. Добро, на еден начин сакале да ви се заблагодарат, што се вери и да може по експлицитно да се затоа што се уште тоа свежо време. Се паметат тие работи. Човештината сепак е пред се. Југославија почнува на фудбалски натпревар, Динамо Црвена звезда. Така е, на терен. На терен. И Бобан со неговите инциденти со полицијата и така. Тоа ќе го паметиме ние што сме на тоа време сведоци.